Информациите стигнуваат до вас. Минавме низ многу искушенија за годинава да прославиме 20 години независност и сме благодарни на Обединетите нации што ни помогнаа да ги минеме тие искушенија, изјави премиерот Груевски на почетокот на својот говор кој дојде по маратонското обраќање на албанскиот премиер Сали Бедиша, кој за 3 пати ги надмина предвидените 10 на минути. Покрај неговите пораки во врска со климатските промени, меѓународниот тероризам, проблемот со гладот и конфликтите во арапските земји, Груевски невообичаено за вакви настани отворено проговори за блокадите со кои се соочува Македонија. Во земјата со векови живеат различни народи кои не се обидуваме да ги претопиме, туку да ги интегрираме. Имаме право на нашиот национален мит во кој има место за сите, за албанците, турците, србите, ромите, бошќаците и за сите други, рече Груевски. Во 95-та под притисок се согласивме да го смениме и знамето и уставот, но тоа не значи дека секогаш ќе попуштаме на наша штета, потсети премиерот кој пред Генералното собрание порача дека граѓаните немаат дилеми за прашањата кои некои сакаат да ги оспорат. Ние знаеме кои сме и што сме. Ние знаеме дека сме македонци кои говорат на македонски јазик и нема да дозволиме некој да го оспорува тоа. Не можеме да прифатиме Грција да има две имиња, а ние да не можеме да го користиме нашето едновековно име. Не сакаме да согласиме да бидеме блокирани поради тоа што сме и затоа што чувствуваме како македонци, рече Груевски, кој присутните побара да замислат како би било на германците, французите и на другите нации некој да им каже дека не можат да бидат тоа што се. Цитирајќи го председателот Борис Трајковски, Груевски рече дека е тешко да се почитуваат принципите доколку истите се кршат од тие што ги поставуваат, но Македонија се уште верува во тие принципи поради 130 земји кои досега ја призна Република Македонија под уставното име. При тоа Груевски потсети дека и покрај ирационалните и непринципиалните барања за смена на идентитетот, како што бара јужниот сосед, Македонија се уште се однесува рационално и е подготвена за изноѓање на заедно прифатливо решение во спорот за името. А 10 часови пред говорот на Груевски, Грција ги представи своите ставови за регионот и за меѓународната политика, не заборавајќи при тоа да ја спомене и Македонија. Но претходно предлагам колку е подготвена да ја слушнеме и изјавата на премиерот Груевски одовде од обраќањето пред Генералното собрание на Обединетите нации. Нашата одговорност и зрелост не би сакале да биде сватена како слабост или пак да биде предмет на континуирана злоупотреба од било кого. Затоа што од друга страна не смееме да заборавиме на достоинството и гордоста. Ние знаеме кои сме и како ќе живееме. Ние сме македонци. Зборуваме македонски. А нашата држава се вика Република Македонија. Како премиер на Република Македонија би бил немарен доколку не би го спомнал прашањето за нашето име и идентитет и противењето од страна на нашиот јужен сосед во однос на нашето име и идентитет. А ова го споменувам не само поради врската кон народот на Република Македонија, туку и затоа што е поврзано на многу начини, директно со улогата која има последувањето. Ние не сакаме да сме во позиција нашето име и идентитет да бидат оспорувани од една земја и секако дека ние самите тоа го немаме побарано. Но реалноста е често пати ладна, тешка и брутална. Факт е дека нашиот јужен сосед се противи како за нашето име, така и за нашиот идентитет. И нивното противење стана наш проблем и дојде до спор кој е уникатен во светот. Спор наметнат заради потребата на една земја, нашиот сосед, да има монопол на две имиња или од друг. На премиерот Папандреу можеше да ги брани грчките ставови. Тој денес Ламбринидис имаше наистина тешка задача, но со денови има тешка задача на светот очи во очи да му објасни зошто Грција цела деценија ги лажила своите партнери во НАТО и Европската унија за финансиската ситуација. Вчера одговорницата на Обединетите нации Ламбринидис се обиде да се представи како конструктивен меѓународен играч кој во еден кревок регион се труди обидите за повторно пишување на историјата и промената на границите да ги остави за себе. Се разбира индиректно тука споменувајќи Македонија која што следнаш ја обвини дека се обидува да ја украде грчката историја. Ламбринидис, Обединетите нации, говорејќи за спорот со името на Македонија, истакна дека не се работело само за името на земјата, туку и да се спречи повторно пишување на историјата и промената на границите. Инаку Грција и покрај договорот со работка и пријателство неодамна потпишан со еврејската држава, овде јавно се заложи за признавање на Палестина
без други потребни преговори. И со тоа страна, нивната стратешка опредба ние да не сме онака како што се чувствуваме. Замислете во каква виртуелна ситуација се наоѓаат моите граѓани. Уценети со блокиран развој и перспектива, заради блокадите од страна на нашиот сосед, за влез во евроатлантските институции. Само заради тоа што сме, односно заради тоа што се чувствуваме. Ве молам само за момент, обидете се да бидете во нашата улога. Обидете се да размислите како би се чувствувале кога некој би побарал од вас да не бидете германци, британци, американци, руси, кинези, нигерици, аргентинци и така натаму. Тоа беше дел од говорот на премиерот Груевски пред Генералното собрание на Обединетите нации, каде што 12 на часови предходно се обрати и министерот за надворешни работи на Грција Лабринидис, кој во отсуство директно се спротивстави на Вашингтон, Париз и Лондон. Тоа е за сега се од гледата на Обединетите нации на Ист Ривер во Њујорк од 66-то Генерално собрание на Светската организација, каде што пред малку се обрати премиерот Никола Груевски. Тања?